Со љубителите на планината од Тетово, што членуваат во планинарските друштва Љуботен, Тетекс и Југохром, на 20 и 21 мај оваа година тргнавме кон еден од врвовите на шарпланина Љуботен. До селото Лешок се одвезовме со автобус. Овде ја добивме првата информација од овој крај. Другар Момировски, за нашиот преродбеник Кирил Пејчиновиќ напишени се неколку стотини труда. Овде, на неговиот гроб, во манастирот Лешок, под шара, под врвот Љуботен, кажете ни за нашите гледачи во неколку збора за неговото дело. За него има доста да се зборува. Имено, тој е писател кој што се јавува некаде во оние судбоносни моменти за македонската нација воопшто, бидејќи Македонија тогаш беше под турско робство, немаше своји учители, немаше своји просветители. Токму тој затоа и го зазема највидното место во таа наша историја, та затоа има многу за него да се зборува. Тој во Лешок доаѓа од Марковиот манастир во Скопје, некаде 880 година, избркан од фанеротскиот владика во Скопје, кој што не му конвенираше Пејчиновиќ затоа што тој пишуваше на македонски народен јазик, а тој се разбира, бранејќи ги интересите на својата нација, бараше се пишува на грчки јазик. Затоа тој мораше со своите плачки да дојде во својот роден крај, прво во Тијарца, а потоа во Лешок, сметајќи дека Лешок е задужбина на кнез Лазар, дојде тука, го обнови манастирот Света Атанасија и започна да работи. Што е најдрагоценното со тој го остави во нашата културна ризница? Најдрагоценното тешко е да се оддели, затоа што тој оставил повеќе драгоценности. Оставил една богата библиотека, која што била секогаш мамет за голем број посетители, како од нашата земја, така и од странство. Потоа оставил богато културно наследство со тоа што тука образувал едно училиште, иако од црковен тип, но училиште во кое што се школувале првите наши просветители, тоест првите наши учители кои што подоцна ќе ја шират просветата и културата во Македонија, било тоа да биле тие од овие блискиве краишта на Тетово, било да биле од Галичник или Скопско, од Егејска или Пиринска Македонија. Што мислите, дали ова, би рекол, светилиште на македонскиот народ е доволно популаризирано, дали е интерес на нашите и странските туристи овде под шара? Можеме да бидеме задоволни од тоа што интересот за Пејчиновиќ, за неговото творештво, за она што ни го остави како културно наследство е прилично голем. Често пати овде се среќаваат екскурзии кои што било тоа да се ученици од помалите одделенија или пак од средните училишта, или пак научни работници, секоја година овде, пред овој гроб на Пејчиновиќ, доаѓаат и писателите, преведувачите, оние кои што се на стручките вечери на поезијата, посетителите и учесниците. Меѓу другото, Кирил Пејчиновиќ посветувал огромно внимание на одгледувањето на садниците кои што сам ги засадувал во дворот на манастирот. Тоа било овошните дрвја, јаболката или пак крушата. Исто така, негова обсесија било садењето на костенови садници. Потврда за костеновите садници можеме да најдеме кај луѓето кои што биле блиски до Пејчиновиќ од една страна, и од друга страна имаме и документи кои што говорат за тоа дека тој, праќајќи му го делото утешение грешним на тогашниот српски владетел да му го отпечати во Крагуевац, му испратил меѓу другото и костенови садници. И денес во светот луѓето најчесто умираат од срцеви заболувања. Причините се многубројни, па затоа лекарите советуваат: избегнувајте нервна напнатост, престанете да пушите, мерете го редовно крвниот притисок, холестеринот, не ставајте во тежина. Всушност борете се против дебелењето. Многу се овие забрани, зар не? Ние ви препорачуваме поедноставен совет. Обезбедете целосна физичка подготвеност со постојано вежбање на свеж воздух и со движење. Зашто на собраните податоци јасно укажуваат на тоа колку кондицијата кај една индивидуа расте,
Толку ризикот од кардиоваскуларните, то jest срцево-садовите заболувања опаѓа и обратно. Впрочем, уверете се од нашиот следен соговорник. После заболувањето од инфаркт, некаде од околу 27 ми се чини беше 5-74 година, после одлежаниот, односно прележаниот инфаркт, се вклучив активно во атлетскиот клуб од Тетово. Покрај атлетиката зедов учество, активно учество и со планинарското друштво Љуботен, кои секогаш кога се укажуваат добри временски прилики, ја користиме шар планина. Ова е рекреативно бавење со Да, спорт, апсолутно, ali апсолутно. во секој Не, случај спортско. не спортско, ова е чисто рекреативно. Како се чувствувате? Јако добро. После свите, мислим, потешкотија кои сум ги имал, сега се осеќам со активноста, кога почнав да се бавим изванредно. Што велат за тоа лекарите? Со Па, кои контактирате? Видите, сите лекари во кои сум контактирал со нив, почев од нашите во Тетово, па до стационар во Нишка бања, препорачуваат да активно се бавим. Односно да секое слободно време го користим со активност. Со други зборови, тие се задоволни. Апсолутно. Од резултатите, здравствени мои резултати се задоволни. Ако се тие задоволни, вие сте задоволни. Јас сум превише задоволен. Што ќе им препорачите на оние кои што не прележале инфаркт? Да ви кажем една ствар. Ја мислим да ова, да сум го знаел некаде през 30 години, да сум го осетил атлетиката кој не е осетил планинарство, мислим дека нема зборови со кои би можел да го убедим да почне активно да се бави. Али ако го окуси ова, без обзира дали прележал или не, препорачувам на сите луѓе кои год имаат малку слободно време и кога имаат било по кои временски услови да ја користат планината. Да излезат во планина, Апсолутно. да видат убавината нејзина. Секако. Вешбите на свеж воздух ја стимулираат работата на срцето, на белите дробови и на крвните садови. А целосното користење на кислородот има барем 4 благотворни дејства врз организмот. Срцето не мора да испумпува многу крв до секоја клетка, зашто крвта е побогата со кислород. Белите дробови се ослободуваат од вишокот на јаглен диоксид. Крвните садови стануваат повитки и помалку погодни за појава на артериосклероза. И целата мрежа од ситни крвни садови се зголемува, а со тоа клетките добиваат поголемо количество чист кислород отколку порано. Другар Наумовски, по што е познат овој кањон под Љуботен од Народно-ослободителната борба? На овој простор, така наречен вратнички шумски предел, уште во 1942 година, пролетта, прва партизанска единица е тука стационирана, бидејќи е неприступасно местото, а содржава лесно контакт со населеното место. Овие карпи тука. Тоа исто тука на овој предел се догаѓа. Меѓутоа, покасно групата партизанска прераснува во една покрупна единица и на тој простор не се можеше да се одржи, тогаш се преместува. Заузема овој простор, бидејќи над овие карпи има еден доста преглед широк за манипулирање при евентуални непогодни ситуации. Во подоцна, негде околу мај месец 43 година, воспоставени се контакти со шарските косовски партизани, кои што се префрлаат на овој простор, бидејќи овде беше некомпромитирана базата и можеше да се обезбеди понатамошна екзистенција на истиот одред. Така да во јуни 1943 година, овде на овој предел, испод оние карпи, е формирана и прва партиска организација на овој простор, во која се вклучени и младинците, комунистите, така да речеме, од населените места, Ратница, подоцна и Старосел, кои што соработувале живо, активно во ова време. Имаме едно вакво прашање. Моли. Вака кој ќе ги погледа човек овие карпи, недостапни, тешки, непроодни, сте живееле во сурови, во невозможни услови. Како сте се однесувале тогаш кон болестите? Имало ли болни меѓу вас? Па, можам да кажем, тој болест бил потиснат некако природно,
отеран у неповрат. Оти присутна е друга една бојазност. Окупаторот врши репресалии, страшни принуди, реквизиции. Единката, човекот за екзистенција, своја борба, активна соработка, луѓето меѓусобно соработуваат. Просто да речем, едно време, колку ми е мене познато во одредот, немаше болен борец. На тоа сигурно придонела и планината со овој воздух овде. Најверојатно, оти ова е сигурно височина, негде 1000 метра надморска височина и тоа придонесе на себе. Телесните вежби, како и пешачењето на свеж воздух, действуваат врз нивото на холестеринот во крвта. Сушност го снижуваат, ја смалуваат телесната тежина и се одлична превентивна мерка против срцевите заболувања. Научните студии покажуваат уште едно благотворно дејство. Му овозможуваат на човек полесно да го доживее и да го преброди срцевиот удар, ако веќе е во ситуација да го доживее. 3 пати повеќе имаат шанси да го преживеат инфарктот. Луѓето кои пред тоа се занимавале со рекреативен спорт, се движеле во природа на чист воздух или трчале, отколку луѓето што сиот свој одмор го користат на пасивен начин. Ако некој знае за Шар планина, во Тетово ни рекоа дека сте тоа вие. Од каде тоа сознание и за Шар и воопшто за планинарството на Шар планина? Јас сум роден во Тетово и уште како дете сум почнал по Шар планина да трчарам со топка, карпењача, као планинар, за време рад, после рад, стално, нон-стоп, тако реки сум у планина, не пием, не пушим и еве денеска со 53 години се осеќам као да имам исто 25 години. Само заради тоа што увек по Шара шетам. Нажалост, има голем број тетовци кои уопште не знаа ни шапка каде, а не да знае јелак или лешница или да знае Титоврв. А посебно језерата и убавините на Шара, кога ќе се простри еден тепих, посебно сега уште малу, љубичице, тоа е дивота нешто за здравје, за све, хемоглобини, едно друго, тоа вие доктори пубаво знаете, него ја као електричар што зборувам за тоа. Само знам ја по себе, по својот организам да се осеќам јако добро. Само благодарение што ете сум на Шара нон-стоп. Да завршиме мислата, онија што не дошле, што им препорачувате? Да се качат барем еднаш? Ако сакаат да продужа векот свој, да живеа добро, само по Шара да ида. А не Шара, мислим, и Перистер и свегде, без разлike Кополник или Триглав бил. Да се качат на планина? Да се кача на планина, да не пуши и да не пие многу. Нашето друштво Љуботен од Тетово е меѓу постарите во Републиката и тоа датира од повеќе од пред 50 години. Друштвото секако во својот животен пат имало и поактивни моменти и моменти кога секако смена на генерациите влијаело да друштвото има повеќе или помалку членови. Но од последните 2 години друштвото пак си го најде своето место и сега мислам дека одговара на својата содржина со своите активности. Дали можете да ни речете што е тоа што ги тера луѓето да се пријавуваат во вашето планинарско друштво од ден на ден се повеќе и повеќе? Па преди се на тоа влијае што човекот сака да излегува во природата, бидејќи нашето Тетово обилува со природни убавини, Љуботен е во близина негова, Попова шапка, јелак, лешница, Титоврв. Сето тоа човекот го чини да излегува во природата, да
се дружи со своите другари, заедно со нив да проведува денови слободни во планината, на чист воздух, во природа. Мислам дека секој граѓанин од Тетово, а и подалеку од Тетово се разбира, треба да излегува во природата од аспект да ја запознае својата блиска природна убавина, а и од здравствени причини да си проведе ден-два во природа. Физичката кондиција е во директна врска со менталната состојба на човекот со чувството за сигурност. Човек, кај кого циркулацијата на крвта е подобрена, многу помалку е склон кон депресија и депресивни состојби, кон хипохондрија. Посмел е и полесно ги поднесува животните тешкотии, зашто неговиот мозок добива повеќе кислород и гликоза. Кога ќе почнете редовно да се занимавате со телесни вежби, со рекреативно спортување или со движење во природа, брзо ќе сватите дека сте се ослободиле од многу симптоми, многу тешкотии од психолошки карактер. Утврдено е дека 15 минути интензивно пешачење донесува поголемо олеснување отколку некое средство во вид на таблета за смирување. Со физичката активност значи се остваруваат многу цели. Но не се сите видови спортски вежби еднакво корисни, особено за луѓето со веќе формирани болесни состојби на срцето. За нив секогаш останува правилото, пред да почнат да се занимаваат со спортски вежби, рекреативно спортување или трчање, мораат да се посоветуваат со лекар. Добар ден. Вие после напорниот пат кон Љуботен сега правите една мала закуска. Како се чувствувате? Благодарам на вашето внимание и прашање дека ние многу добро се чувствуваме и многу добро сме патувале заеднички со сите вас. И сметам дека вакво патување да биде почесто не само на нас, него и сите други останати граѓани наши и сите наши планинарски друштва треба да организираат вакви излети, а тоа е многу убаво за здравјето на човекот, а и за еден добар наш општествен работник, како работник и како еден наш општествен бранител на нашата заедница, како еден добар војник, здрав, кој што може да патуват секој пат, да не биде заморен. Очигледно вие прв пат не сте во планина. Сигурно дека не сум прв пат. Ја често пати, а секое мое слободно време после планине, го користам за движење. Мене многу ми користи патот Тетово-Попова шапка, како една патека, и секое после планине поминувам од Тетово до Лисец и се враќам назад. Тоа многу ми користи за моето здравје. Не е потребна никаква покана. Тука мислам тоа е толку природно, човек само да дојде да искочи од град некаде во природа, дојде веќе тоа е покана, нели? Ајде да се обидеме да кажеме каде сме сега. Па сега сме на Љуботен, мислам на планинарскиот дом, ствари. Не е уште врвот Љуботен, е малку погоре, али На која надморска височина сме, дали знаете? па некаде околу 1500, мислам дека. Околу 1500 метри. Како се чувствувате? Тоа најдобро да се доживее. А да се опише може, али сите зборови би биле, мислам, вака не би биле адекватни на она што човек го чувствува. Дали тоа значи дека и премногу ви е убаво, и премногу се Па чувствувате убаво, добро? се видите, убаво, мислам, како не е убаво. Среќно. Па среќно сигурно човек кога ќе се тргне од тие проблеми доле, кај мислам не е проблем, а во секој случај тоа се таа галама, гужва, ја нарочно седам на една така прометна улица и мислам сета таа гужва кој се тргне од тамо и кој ќе дое во ова, мислам некако се одма се препородува на некој начин. И со константно планинарење непрестанно да се стекнува една физичка снага. И тоа мислам тоа е толку темелна снага што некако го бодри уопште во животот да има поголема волја човек и поголема снага. Дали тоа значи дека во понеделник вашиот работен ден ќе биде поинаков отколку оној во петок? Па нема да види поинако затоа зашто ја и минатата недела исто бев горе, па мислам и обично уз деновите вака горе доле имаме друштво сме ние, па си трчкаме малку
мислам, се рекреираме. Не е ова, мислам, само планина секогаш, али во глава, мислам, највише ми се допаѓа на планина. У секој случај зашто е најпотполно, таа рекреација е најпотполна. И чист воздух има и е некако не осамено, али сепак некако помирно. Да се представите уште. Јас сум Божина Симеалче. Што работите? Јас сум студент на електромашински факултет, на машински факултет. Штото го стигнавме пред планинарскиот дом во Љуботен. Одозгора се гледа планината, врвот. Како се чувствувате? Па, фантастично. Мислам, секој по оние маки претрпени, мислам не се маки, него напори, потење и големи искачувања, кој ќе се појави видикот, мислам, кој ќе се погледа на планината, сето она што сме го претрпеле, тоа исчезнува. Мислам, сето Добре, сите маки не стануваат. Какво е чувството ваше? Каков е осеќајот ваш? Дали вие едноставно се чувствувате? Мислам, едноставно човек се чувствува како да освоил нешто. Едноставно го се победил и себе си и заморот. Едноставно не станува. Дошол до нешто кон кое одел. Мислам, да се искачи 1500 метри или 2000 во еден здив, во еден ден, едно предпладне, тоа е немал напор, меѓутоа сето тоа вреди за она што го очекува горе човека да види, така речи си, Македонија доле под себе или Полок овдека доле како што го гледаме. И уште нешто друго, јас ви рекол. Се гледа На овој зеленилата, дел шумите. гледаме ние нешто друго. Доволно се боите што ги гледа човек, зелената трева. Јас би сакал за нешто гледачите да опишеме што гледаме. Може би вас повеќе ви веруваат. Па гледаме доле Полок. Па може и пред нас да погледаме само ливадата, разнобојни светиња. Љубичиците. Дали ги чувствувате тие љубичици? Доволно е само да се помирисаат. Не она миризба од култивираните, така да се Да. рече, љубичици во градот, во паркови. Ова е сосем друг. Сосем друг мирис, мислам и самиот воздух има посебна миризба овдека. Мирис на шума, свежо, зеленило. Мирис на нешто Нешто убаво. што не може да се ни во никаков парк доле во градот да се почувствува. Друго е воздух на 1500 метри, а сосема друго е воздух доле во смогот, во чадот. И што ќе порачаме на оние што никој пат не дошле овде? Па еднаш да соберат храброст, да се кажат горе, мислам, храброст не е потребна него во чисто волја. И тоа Да, само еднаш. Само еднаш, доволно е само еднаш човек да помине еден убав ден овдека во планина па да кој ќе се потсети како се поминал секој дека ќе ги заборави сите неприлики, мислам. И лошо време и тешки искачувања и угорнината. И потењето. И потењето. Ако сакате на крајот да се представите само. Студент сум на електромашински факултет, член на планинско друштво Елема. Вашето име и презиме? Николовски Зор. Додека љубителите на планината се качуваат кон планинскиот врв Љуботен, нема да биде непотребно ако малку позборуваме за контролата на телесната тежина. Какво и да е вежбање, ќе биде корисно во напорите да се симне некој одвишен килограм од вашата телесна тежина. Колку повеќе се движите, вежбате, толку повеќе ќе трошите калории. Освен калориите што се трошат за време на вежбањето, организмот продолжува да ги согорува и тоа со засилено дејство уште 4 часа по престанувањето со физичката активност. А која да биде таа физичка активност? Најмногу се препорачува трчање на свеж воздух, интензивни движења во природа, возење на велосипед и пливање. Но определувајќи се за одреден вид рекреација, размислувајте за тоа колку слободно време имате. Велосипед може да се вози кога ќе посакате, но не повеќе од половина час. Групните спортови бараат и подолго време. Не заборавајте ги способностите.
Ako ste rastrgani i ako dviženjata ne visu usoglaseni, togaž igri so topka ne se za vas. Vodete smetke i zasvojite godini. Koliko ste postari, pomalku vi je potrebno intenzivno dviženje. Ne zaboravajte gi ličnite sklonosti. Polesno ke se zanimavate so rekreacija, vo koje uživate, otkolku so nešto što ve nervira. Podsjetite se na svojte mladeški sklonosti i želbi. Ova je vrvot ljuboten. Odbeležen je kako što gledate samo so jedan kamen stolp. Planinarski običaj je da se fotografirat pokačuvanje to na sekoj vrv. Eve, to go pravati ovde. Nije, so televizijskata kamera, napraviv mi jedno kružno snimanje na sami od vrv. И вие бевте со нас горе на Љуботин. Да, ова не ми е прв пат да јас одам на Љуботин или овие наши македонски врвови. Секој еден човек, ако се прашаме дали е тоа тежок подохват, да се качи на Титоврв или Љуботин или на Кораб или било кој врв во Македонија, ако истиот во ова темпо на развиток на цивилизација, на техника, на моторизација, секој момент успева да своето ауто го остави во гараж, се качува по место со лифт во својот стан, не го оди по скалите, не представува никаква потешкоќа да се качи на Љуботин или на Титоврв. А што се однесува до останалите, да речем, животни потреби, ако некој пуши или не пуши, заправо јас исто сум добар страствен пушач и не осеќам никаква потреба да оде на Љуботин или на било кој врв во Македонија запала ми било една цигара. Ради тоа што воздухот е толку чист, здрав и не се осеќа никаква потреба да човек запали цигара. Што мислите, дали нашите гледачи ќе веруваат на ова, дека вие во всушност не почувствувавте потреба да запалите цигара? Па видите, секој еден што не е било каква работа, мислим, ја окусил, ја пробал, не може да верува. Меѓутоа, секој еден да не мора да е на Љуботин, нека се качи на шапка, ќе осети да заправо нема никаква потреба од пушење на цигари. Јаневски Слободан, машински инженер во Електромехал Тетоврв.
Minavme ušte dva prekrasni dena vo planinata. Ta ne osvoji, a nije je za sakavme ušte poveke. Ki gi osvojuvame nezinite vrvovi uštemno gupati, a ima i zošto to da go pravime. Evo objasnuvanje. Brojotno očukovanje te na srce tovo minuta je relativno pomalka i luge so kondicija, što je posljedica na poekonomična rabota na srceto, pod vlijanije na sistematsko vežbanje, dviženje i zanimavanje so rekreativni sportovi. To znači da so pomoćna pusot, dosta točno možeme da go potvrdime stepenot na svojata treniranost, kako i goleminata na naporot na koji go izložuvame organizmot. Osnovnite fizički sposobnosti na čovekot se silata, podvižnosta, izdražljivosta, brzinata, kako i umešnosta vo dviženje to kako nadgradba. I sve to može da se postigne, samo treba najprvim da se počne.